Добре дојдовте во Центарот за размена на идеи, активност која е дизајнирана да им помогне на учесниците да споделуваат идеи, да соработуваат и ефективно и креативно да постигнат консензус во групата. Започнете со поставување контекст на активноста. Објаснете дека овој метод може да се користи за планирање настан, анализа на текст или решавање на проблем. За овој пример, водете ја групата во планирање на екскурзија на час. Користете визуелни помагала како што се флипчарт или дигитален екран за да го представите насловот и целта на активноста. Секој учесник нека напише барем една идеја на посебен лист хартија. Тие можат да предложат дестинации од соништата за патувањето. Откако сите ќе ги завршат своите идеи, соберете ги листовите и изложете ги на табла или џит за да бидат видливи за целата група. Организирајте ги идеите во кластери врз основа на сличности. Поделете ги учесниците во мали тимови и на секоја група доделете кластер со идеи за развој. Понатаму, замолете ги да создадат план околу нивната доделена идеја, земајќи ја предвид логистиката, како што се транспортните трошоци и активностите. По 15 минути бура на идеи, секој тим нека го представи својот план на групата. Отворете сесија за гласање, каде што секој учесник ќе добие по еден глас за да ја избере својата омилена идеја. Пребројте ги гласовите и прогласете ја победничката идеја со аплауз. Завршете ја активноста со сесија за размислување. Поставувајте прашања за да поттикнете дискусија. Дали сите имаа можност да ги споделат своите идеи? Дали беше лесно или предизвик да се согласите како група? Што научивте за тимската работа денес? Завршете ја сесијата со сумирање на клучните лекции од активноста. Заблагодарете им се на учесниците за нивната енергија и креативност и потсетете ги дека тимската работа и иновативното размислување можат да доведат до големи достигнувања.